Искрени и топли поздрави до сите вас, драги пријатели и семејство. Се надевам дека сте добро и среќни. Денес јас со вас ќе водам основна презентација на проектот, ќе зборувам за дирижаблите. Павел Филипов нема да биде тука, но сигурно ќе се врати следниот вторник. Напишете во преносите, во коментарите, дали се гледа и слуша како што треба. Гледам че Одлично. Денес ќе има основни информации за проектот и неговите цели. Секој вторник. Стандардно. Ќе објасниме зошто дирижабли, зошто го избравме овој проект, ќе објасниме. Подетално и детално и прецизно каде ќе одат парите на инвеститорите, што ќе се направи и реализира со тие пари. Денес ќе зборувам за тоа. Ајде првично, бидејќи денес започнавме навреме и многумина не беа подготвени за тоа ќе. Зборувам воопшто за дирижаблите. Зошто сепак ги избравме? Што? Се тие. Дополнително ќе зборувам за тоа подетално и ќе објаснам повеќе за нивната историја и значење. Ќе почнам од далеку, се разбеа. Пред 3 години се запознавме со Александар Николаевич Кирилин. Ова е активен академик, минатото создател на летачки апарати, 4 парчиња тој создаде. Беше директор на компанија која се занимаваше со привезни аеростати. Тој природно заработуваше пари од тоа. Со тие пари токму и ги градел државите. Точно пред 3 години се запознавме со него. По која причина се запознавме? Јас во компанијата Solar Group веќе долго време се занимавам со избор на проекти, оценка на технологијата. Прво, технолошка напредност, степен на подготвеност на колективот. И волно-неволно, сепак периодично размислувам што би било толку кул. Поднародни финансирања, за да и технологијата биде одлична и реализацијата во светот да биде огромна и да биде остварливо. И така, сите стрелки се совпаднаа на дирижаблот, а со Кирилин тогаш уште не бевме запознаени. Читав многу аналитички извештаи за тоа каде воопшто во целина се движат различни индустрии, авијациските индустрии, транспортните, логистичките, многу се. И секаде се забележуваше потребата од нешто како дирижабл. Нешто што може да превезува големи товари, можеби не со такви брзини, без аеродроми, со вертикални полетувања. И многу земји веќе тогаш почнуваа да стартуваат пред 3 години, па дури и пред 4. Кинезите тогаш се развиваа на големо, англичаните тогаш се обидуваа да го оживеат својот Тајрлендер, германците се разбира, работеа и така дојде до тоа, како да речам, просветлување за дирижаблите.
Ајде да видиме што е тоа воопшто и како многумина сега. Во овој проект, во овој чет, почнав да гуглам, само да гледам видеа, сајтови, статии и како што се покажа, многумина се заинтересирани, никој не разбира каде исчезнаа тие дирижабли, зошто се толку добри по своите технички карактеристики, треба да бидат и беа порано. Воопшто многу жив интерес и тој е нејасно од каде, нејасна природа. На луѓето им се допаѓаат дирижаблите и овој факт се гугла. Многу брзо. Отвораш YouTube, внесуваш дирижабли, гледаш колку многу видеа има, колку прашања, каде исчезнаа, колку коментари, ајде да ги возобновиме. И сето тоа, да, наведе на мислата дека вау, ајде да пробаме да најдеме некого кој се занимава со ова. И, како што се покажа, во нашата земја има една од најсилните школи за дирижаблисти, кои веќе во современа Русија, ако не ги гледаме тие Советски сојузи, изградија на вистина голем број апарати. Апарати се градеа за одредени задачи, апарати направени ги извршија своите задачи, продадени и не само во нашата земја. Например, во Тајланд беше продаден еден апарат таму во Тајланд монархија, или како што правилно се нарекува воопшто има цар крал, ете, и во чест на кралот на тој дирижабл нанесоа некаква слика таму, ете, ние го сакаме нашиот крал, и дури и таков дирижабл изграден во Русија, во Тајланд, леташе, не ја знам неговата современа судбина, но воопшто така се покажа дека кај нас во земјата има инженерски колектив способен да го направи тоа, но тоа што се правеше порано со Александар Николаевич Кирилин, со Авгур, тоа сепак е некакво минато на дирижаблите. Истото што го прават германците сега, тоа исто така се работи од минатото. А луѓето бараат современост, типот каде се современите дирижабли, каде се супертехнолошките дирижабли. Со кул дизајн, со одличен комфор, со супер современи технологии, еколошки, економични и така натаму. И така, запознавајќи се со Александар Николаевич Кирилин, сватив дека старата школа е важна и потребна, затоа што тие прво, веќе го имаат направено тоа, тие ги знаат сите принципи на кои оваа работа функционира. Како што вели Кирилин, тоа е неверојатно сложен дишечки механизам и за да ги извршува стабилно сите своји функции, дури и само да се одржува во воздух, потребно е да се знаат бесконечен број на финеси. Како да се доведат гасовите овде, да се извадат од тука, да се додаде воздух таму, да се вклучат електромоторите, да се направи целата оваа распределба. Воопшто, финесите се важни и финесите ги знае целата стара школа, но побарувачката на светот сепак е за современи дирижабли. И ова многу лесно се наоѓа на Google, кога ќе внесеш современи дирижабли, излегуваат неверојатно убави рендеи, кои ги цртаат многу уметници, како тие во иднина би сакале да изгледаат дирижаблите. И таму, па, погледнете, неверојатни некакви воздушни дворци, различни, форми и хоризонтални и вертикални и слични на риба и таму златни со перја, какви само нема. Ова е тоа што дизајнерите го цртаат и тоа е реално, па и јас би сакал вакви кул работи да летаат на небото. И за тоа навистина има побарувачка. Кинезите многу дизајнираат и си цртаат вакви вертикални летачки канцеларии, например. Тоа е за тоа што го цртаат, тоа е побарувачка. Има. Инженерските тимови, кои веќе се собрани низ целиот свет и веќе започнуваат со индустрискиот дизајн заедно со конструкторите кои се занимаваат токму со авиацијата, кои го обезбедуваат, така да се каже, самиот лет. Не само што фантазираат како дизајнери, туку работат на индустријски дизајн со конструкторите. Таму веќе не излегуваат толку убави работи, затоа што, како и обично, сакавме нешто убаво. Што можете да направите со школата за дирижаблисти лошо, и сите сепак даваат референции на старите форми, на старите облици и така натаму, и еве сега ни се отвори таква можност. Еве зошто се зафативме со овој проект за дирижабли.
Прво затоа што навистина има огромна побарувачка меѓу населението на целата планета, сите сакаат да видат дирижабли, сите сакаат да ги видат супер модерни. Ние имавме среќа што Русија е динамично развивачки млад организам. Имаме многу. Кул идеи од страна на дизајнот. Ке се вратам на дизајнот сега. Имаме стара школа која разбира како сето тоа да се направи така што ќе лета. Еве за кул дизајните и слична. Патувавме низ светот. Доста многу за минатиот проект, за тековниот, за моторите на Дујнов во различни земји се одржуваа конференции и така натаму и така натаму. И враќајќи се во Москва, сепак одиш и разбираш колку Москва е далеку напред во однос на комфорт. Влегуваш во ресторан, и тоа е ресторан, но не е само европски, тој одамна е многу напред. Тоа е и ергономијата на самиот простор, и надворешниот изглед, и организацијата на сервисот и други важни аспекти и друго. Кога ќе дојдеш во нов стамбен комплекс, гледаш како се уредени, многу напредувале. И кај нас, како што изгледа, во земјата порасна млада школа на дизајнери, архитекти, конструктори. Кои се подготвени да трчаат напред? Да, Кина многу брзо трча напред, тоа е јасно. Нивните машини не можат да се стигнат. И тие, патем, прават дирижабли. Но, повторно, првиот дирижабл што го направија беше целосна копија на У-30, кој го направи токму тој инженерски колектив, на чија основа го градиме овој проект. Односно, тие не се зафатија веднаш со негово дизајнирање, туку прво пробаа да направат нешто што веќе летало и за среќа им успеа и тоа е добро. Воопшто, кинезите, сум сигурен, во блиска иднина исто така ќе се обидуваат да прават убави работи, убави дизајнерски апарати, модерни држави сепак од новата генерација. Но таму има еден проблем, сепак, што кинезите добро копираат и им е тешко самостојно да изумуваат. Со веројатност од 99%, сепак, по современите дирижабли, ние ќе бидеме први. На основа на оваа стара школа сега формираме конструкторски колектив со моќни индустријски дизајнери, например, и така натаму. Вклучуваме навистина одлични стручњаци од индустријата, кои нашите институти ги произведуваат многу силни индустријски дизајнери, кои одлично цртаат автомобили и одлично прават авиони, но не во смисла на цртање, туку во смисла на тоа дека тоа е сепак индустријски дизајн. И од МАИ, и од НАМИ, и од други институти. Овие специјалисти се многу барани во светот и тие најчесто заминуваат во странство, затоа што кај нас во земјата како да е си јасно со автомобилската индустрија. Со авијацијата исто така се е јасно и воопшто е тешко да се најде работа и овој колектив. Така да се каже, не е колектив туку. Толпа млади кои сакаат да прават нешто одлично. Постои лидер. Воопшто, разговаравме со еден одличен индустријски дизајнер, тој исто така е русин, работел. Во големи компании, со Сичуан работел, со Волво работел, со кинезите работел. Еве ги овие основни кул дизајни кои кинеските машини таму изгледаат одлично. Сето тоа е негово дело. Работеше во сите компании како раководител. Сега се врати кај нас во земјата. И кога разговаравме со него, тој рече дека навистина може да се дизајнира неверојатно кул апарат. И јас реков, може. Тој рече, момци, дизајнирав и се што, но дирижабл уште немаше. Јас сум со вас. И кога сите делови ќе се спојат, а тоа сепак се конструктори кои се одговорни за тоа оваа работа да лета, ќе се тестира во аеродинамички модели. Сите математички апарати веќе се создадени како сето тоа да се пресмета според ефикасноста, енергетската опременост и другите работи. Сите математички модели се присутни, методите за пресметка се присутни и имаме одлични дизајнери. Постои прашање со производството и еве кога се реши последното прашање со производството, тогаш и сфативме дека навистина се вклопува за да започнеме со производството. Многу забавно беше тоа што има одличен индустријалец, производственик Руслан.
Неговата вистинска мисија е да создава и пушта во работа фабрики. И тој веќе направи неколку од нив и со привлечени средства и со некои што самиот ги привлече. Еве неодамна имаше проект, сега работи, достигна потребните обеми. Руслан е авиациски инженер сам по себе, тие се занимаваа со производство на авионски и хеликоптерски мотори и правеа мали лесни хеликоптери и автожири и таму правеа авиони, но сето тоа му беше хоби. Додека се занимаваше со тоа хоби, паралелно правеше фабрики за производство на конвеери за преработка на риба, фабрика за производство на некое бактериолошко ѓубриво. Такви мали фабрики, а паралелно се занимаваше со авиација. И кога дојдовме кај Руслан, го прашавме: Руслан, можеш ли да обезбедиш сериско производство на дирижабли? Конструкторите се тука, сите конструкции ќе ги развија, технологиите кај овие конструктори постојат. Ќе објаснат основните делови из друго како тоас, па самиот технолошки процес како го гледаат тие. Руслан рече: вау дирижабли секако се супер. Јас сум само за и од тој момент кога Руслан раскажа. Таму навистина велат ми, ова е воопшто многу. Тенок слој, навистина одлични производители, конструктори, инженери кои се занимаваат со авиација во земјата и сите го знаат Руслан затоа што ако требаше да се реши некој проблем поврзан со авиација, дури и многу, па има државна нарачка за развој на мотор за авиација. Оваа државна нарачка презема некој институт. Институтот бара некој кој ќе го изврши тоа. Тој што ќе го прави тоа, бара уште некој. Стандардна шема. На крајот сите нишки водат до Руслан. Тоа што Руслан преку некој доби нарачка за развој на ротор за негово производство. Преку други за развој на вратило, за развој на корпус. Тој го собра целиот мотор, го произведе, го тестираше, ги предаде сите делови и повторно се врати нагоре. Воопшто Руслан во авиацијата сите го знаат и кога тој рече дека ќе се занимава со дирижабли, уште сите му јавуваат. Руслан вели: никогаш немав толку многу повици, сите сакаат да работат, сите сакаат да градат, сите нудат. Почнувајќи од пресметувачите до обичните машински оператори, сите велат: бре, супер, ајде да летаме со дирижабл и ете кога целата оваа сложувалка се состави на крајот, се што е потребно за да се направи тоа, Сергеј Семенов создаде чет и најверојатно преку тој чет, преку таа активност вие и дојдоа тука. Разбирливо е дека има луѓе од тековниот проект од моторот на Дујанов кај дирижаблите. Но тоа е очигледно. Аудиториумот е огромен и нема да бидат само од тековниот проект, туку луѓето доаѓаат на дирижабл, затоа што, еве еднаш ке повторам, погледнете било кој видеоклип на YouTube за дирижабл, има канал за создавање. Јас вчера го видов тој клип, тоа е неколку години стар, веќе 3 години е таму. Само отворете ги коментарите и прочитајте што се случува таму. Таму секој прв вели: вау, ни треба ова. Во основа, Сергеј Семјонов со Злчат го започна проектот. И сега на вебинарот ќе ви раскажам каде ќе стигне овој проект во наредните години, на пример, и така натаму. Сега, ако се гледа презентацијата, таа требаше да биде видена веќе неколку пати. Ова се техничките облици. Кај Кирилин има 3D модели. Дирижабли. Сите може да се видат на веб страницата aostereka.com. Овој сајт може да се најде преку закачените пораки во четот, на Телеграм, во предстар. Тој е најгоре, првата порака. Погледнете како изгледаат тие дирижабли таму. Ние ги пуштивме низ невронска мрежа за да го промениме надворешниот изглед. Воопшто, тоа што тука има некои дополнителни мотори кои изгледаат малку поинаку од потребното, па извинете, ние само многу брзо се ослободивме од надписите SOS Русија, иако надписите се прекрасни, само треба да се поработи на дизајнот. Воопшто, еве го овој надворешен изглед на дирижаблите. Тука засега се прикажани два. Одоздола е стратосферски дирижабл, одозгора тоа е веќе 40 тонец во туристичка варијанта. Тој е таму двокатен со балкони и така натаму. Воопшто, ќе ви објаснам како ќе стигнеме до тоа. Засега можам да кажам дека тука е наведена стратосферата и туристичкиот на кратко.
Стратосферата е сосема огромен пазар и би се рекло каква врска имаат дирижаблите и стратосферата, но се испоставува дека до стратосферата може да се подигне на истата сила на Архимед, на која дирижаблите и летаат и таму треба да се подигне. Стратосферата не е целосно зафатена. Луѓето го освоиле воздухот, ние тука летаме со хеликоптери, авиони, на секакви летала, на парапланери, на падобрани, само така паѓаме во слободен пат, а стратосферата не е зафатена, Вселената е зафатена, значи има слој. Кој не е зафатен? И таму има многу можности за решавање токму на комерцијални задачи, обезбедување на врска, интернет, далечинско сондирање на земјата. Воопшто, многу задачи кои се токму комерцијални. Не сметајки ги таквите романтични, под кои во целиот свет многу лесно се собираат инвестиции, тоа е за да се подигне во стратосферата. Да се подигне таму мала капсула, како неколку соби во некој хотел или мотел, да се виси во стратосферата, да се гледа надолу. Тоа е, практично космички туризам. И сега има неколку стартапи во светот кои велат дека ќе го направат тоа во блиска иднина. Ова всушност не е тешко да се направи и Александар Николаевич не би сакал ние да се занимаваме со тоа, но мене лично, ако сум искрен, ми е интересно да се качам на дирижабл во стратосферата. Тоа е. Некое лудило, јасно е. Прво беспилотни варијанти со различни технички средства за сондирање на земјата, комуникации и друго. Но ако веќе нешто се крева таму, зошто да не се кренеме и ние и да се повозиме сите? Тоа е стратосфера. Задачите повторно се безброј, романтиката е луда, но како ќе стигнеме до сето ова, сега ќе почнам да раскажувам. Што се создава со пари од инвеститори, со пари од крауд инвестиции, ајде прво да зборуваме за тоа зошто крауд, зошто не вложуваат големи луѓе, зошто не вложуваат државата, корпорациите и така натаму. Не може да се каже дека не вложуваат Александар Николаевич до овој момент. Тропаше и во министерството, тропаше и во корпорациите и еве стигна до ростех и ростех веќе. Го имаше целосно одобрен проектот за реализација. И тоа беше пред неколку години, околу 4 години, и тие рекоа дека да, Александар Николаевич, ти си многу добар. Развојот е одличен, инженерскиот тим, конструкторскиот, научниот, кој го представуваш, ме задоволува целосно. Ајде, воопшто да градиме дирижабли. Се договоривме за бизнис планот, се договоривме за патната карта на проектот, работата веќе започна. И како воопшто случајно се случи COVID-19. Значи, Ростех веќе го зема Кирилин на финансирање. Се случи COVID и со еден потек на перото беа пречкртано речиси сите инвестициски насоки на Ростех во нулева фаза, како фазата со Кирилин. Зошто фазата е нулева? Ќе објаснам поради истата причина недржавните пари не еве повеќе кои други корпорации особено не сакаат да се впуштат во оваа приказна, затоа што да има неколку ентузијасти кои трчаат, извинете ве молам, тропаат на големи врати и велат еве ние сме способни да развиеме одлични дирижабли да извршуваме список на многу важни задачи и комерцијални и државни воопшто и сето тоа е многу профитабилно и така натаму еве. Да започнем. Нивното прво прашање е: каде е вашето конструкторско биро? Каде е вашиот инженерски колектив? Покажете дека веќе седите и работите. Еве го мојот инженерски колектив. Вистина, овој работи на вселенско предпријатие. Овој работи на одбранбено предпријатие. Овој работи на трето. Дајте ми пари, јас ќе ги соберам и ќе започнеме. И така, ова е нултата фаза. И само Ростех се согласи за нултата фаза, а потоа бац COVID. И го затворија финансирањето на Александар Николаевич. Му платија таму некои пари. И тој преживеа некое време со нив. И потоа падна во нашите цврсти раце.
Овие инженери навистина сите работат. Сите треба да ја хранат семејството, да се издржуваат домот и друго. Па, секојдневни трошоци. Кирил Лин како стартапер, трча и бара пари. Па добро, ќе најдеш и се разбира, сите ќе се собереме. И ние. Инаку, да, во врска со тоа сите ќе се собереме не е баш така. Лесно и едноставно се покажа дека има малку дирижаблисти во земјата. Ако ги броиме по глава, има 20-30 врвни специјалисти кои се навистина одлични луѓе, кои порано го започнаа сето ова и сега се залагаат за тоа да продолжи. Но, меѓу нив има управувачки колективи, неколку од нив, 3 полови може да се издвојат. А сите останати се условно инженери, научници и така натаму. Секој од овие полови вели дека тоа е нивниот колектив, и тие велат, добро, ние ќе градиме дирижабли како што сакате, само некако некој да смисли финансирање и да го обезбеди, односно да ги менаџира сите овие процеси. И така излезе дека ние, подготвувајќи се за проектот, не сакајќи сами го менаџиравме сето тоа. Најдовме и производство, и дизајнери, и, се разбира, имаме личен кабинет, оваа финансиска структура, самата платформа, преку која има можност да се привлечат средства. И така сето тоа се собра, и проектираното биро. И прво нешто сега е да се обединат сите овие луѓе под еден покрив, под едно правно лице, и тоа ќе биде заедничко правно лице помеѓу нашата новосоздадена компанија. Поточно тоа ќе биде новосоздадена компанија, каде што ќе влезе колективниот инвеститор Solar Group, исто така со 49 како во тековниот проект, и таму ќе влезат Аеростатика. Тоа е правното лице на Александар Николаевич Кирилин и уште сродни реализатори на проекти. Реализаторите се Московскиот авиациски институт. Тие имаат експериментално конструкторско биро. Таму многу луѓе работат и тоа е искуствено конструкторско биро и авиони лансира, сертифицира и друга летачка техника. И тие целосно ќе учествуваат во проектот. Сите договори со нив се постигнати. Исто така и Неме. Неме има и експериментално производство, на кој ги направија своите први ауруси, и тие на истото производство се подготвени. Да направат не готово како таму многу навистина. Читав овие документи за договорот помеѓу Аеростатиката и нами, кој дел од работата ќе го преземе нами, и таму не само грубо кажано салон седиште на дворешен изглед и така натаму, туку и различни трансмисии, куп железо, горивен систем, погонски агрегат, бензински мотор. Исто така ќе раскажам воопшто и во ова правно лице ќе влезат главните реализатори плюс колективен инвеститор. На ова правно лице ќе бидат изнајмени простории каде што ќе се сместат сите, така да се каже, светилки на државата за градење, плюс линеарен научно-технички персонал, воопшто само конструктори, пресметувачи, научни соработници. И еве ја, така да се каже, првата фаза. Веќе нема да бидеме на нова фаза, тоа што сите сме обединети, сите имаме една јасно и разбирливост, хиерархија, и значи се појавува организам и механизам, под сила на која што да се реализира овој проект, е тоа што се создава преку крауд инвестиции и тоа што не успеа, така да се каже, и во целина не успева не само на дирижаблите, туку на таквите нулти етапи многу технологии се во неизвестност и ние ги избравме сите, ги прегледавме воопшто понатаму. Земјата, за да биде јасно, конструкторите ќе конструираат заедно со широка кооперација од индустријата, сето тоа ќе се произведува, макетира, тестира и така натаму. Значи во овој случај за производството ќе кажам малку подоцна, не треба да се гради фабрика, сите фабрики постојат и веќе функционираат. Нашата работа е само да раздадеме јасни технички задачи кои се однесуваат на да добиеме делови и агрегати и да го собереме сето тоа заедно. А за да се собере сето тоа заедно,
потребна е земја. И тука сега имаме таква управувачка раскрсница на пример. Првата е да се купи земја, а таму внатре има уште една раскрсница за тоа каква конкретно земја сакате да купите. Може да се купат 150-200 хектари земјоделска земја. И плавно и мачно да ја префрлате во индустриската зона, да ја поврзете таму со патот, електричната енергија, гасот, да ја израмните површината, бидејќи сепак тоа е аероисторија, аероградни, таму треба да биде рамно, без нерамнини, дупки и удари. Воопшто тоа е еднаш закупување, два пати закупување. Да се купи готов аероград има неверојатно многу понуди, ние ги акумулираме сите од различни дури и области од Московската и Самоленската и од југот на Русија се јавуваат и велат еве има постоечки аероград, веќе се уредено, земјата е оформена како што треба со сите дозволителни документи. Само го зедовме советското наследство, некое време беше кај нас и сега за нас е само трошок. И ако планирате да градите нешто грандиозно, зошто да земате земјоделско земјиште, земете го веднаш нашето готово и од една страна е супер да се земе готов аероград. И тој ќе биде во целосна сопственост и парите на инвеститорите ќе бидат многу добро заштитени, бидејќи тоа е сопственост, тоа е земја. Таа нема да исчезне и ќе се зголемува вредноста, бидејќи на неа ќе почнат да се градат различни објекти, например, и така натаму. А ова се линзите за кои? Сега ќе раскажам. Но, постои и вториот начин да не се купи оваа земја. И дури да не се земе под наем. Стигнуваат повици за дојдете кај нас, имаме огромен аероград, имаме 500 хектари земја на генералниот план на градот, ајде да соработуваме заедно, дојдете кај нас директно како коосновачи, градете, ве молиме, ќе ви помогнеме со административната работа, а со администрацијата навистина има многу работа. Ако сакаш да изградиш објект во аероград, сите разбираат дека не е доволно само да се изгради индустријски објект. Сите се свесни за тековниот проект и колку различни дозволи се потребни, а што е поврзано со авијацијата е уште посложено. А тука воопшто предлагаат вакви работи, влезете кај нас во партнерство и според мене ова е најдобрата опција. Да влезете во партнерство со луѓе кои веќе имаат земја. Значи, ако влеземе во партнерство, таа веќе станува делумно наша и еве ги заштедените пари. Не треба да купуваме земја и да трошиме пари. Можеме едноставно да земеме добар партнер и веднаш, грубо кажано, да почнеме да градиме, да трошиме пари на градење. Ние штедиме и време, и пари, секако. И овој варијант е најприоритетен. Се движиме токму во таа насока и најверојатно ќе стигнеме таму, затоа што динамиката е позитивна. Ќе ги потпишеме сите договори и ќе можат да се објават и да се раскажат воопшто за парите на инвеститорите, поточно за крауд инвестиции, па секако за парите на инвеститорите, освен конструкторското биро имаме и земја во сопственост на која ќе мораме да изградиме 2 елинга и сето тоа. Исто така оди во трошоците на проектот 2 елинга, првиот елинг е за мал дирижабл и дополнително, например, и така натаму. Разговарајќи за стратосферата, стратосферата е на 6-то место. Тоа значи дека ако ги подредиме дирижаблите од првиот до стратосферниот, тој е 6-ти. Првично се постепено тој е 6-ти. Првично, но се постепено. Ке се гради мал апарат таму во 2 вида. Сега подоцна ќе зборувам за нив, потоа апарат поголем, потоа уште поголем и само таму малку подалеку од ротосферата и за секој апарат. За секој тип апарати треба да се гради свој елинг. Бидејќи сите се различни, а елингот е како гаража, тоа е како монтажна работилница, тоа е како место каде што од сите индустријски насоки ќе се соберат делови, мотори, гондоли, обвивки, многу работи. И во елингот ќе се врши финалното склопување на апаратот. И за секој тип е потребен свој елинг, и ние во проектот ја вклучивме токму изградбата на 2 елинга, еден за првиот тип апарати и еден за вториот тип апарати. Производството.
е наведено тука и како што реков, не е потребно да се градат нови фабрики, сите потребни фабрики веќе постојат и сето тоа може да се произведе преку широка кооперација, што ни заштедува време и пари во првата фаза. Но, сепак, производството на некои критични делови, механизми, истите тие обвивки, нивното производство мора да остане кај нас, кај нашата компанија. Критично во тој поглед, бидејќи ако им раскажете на сите се, тогаш некој друг може да се договори преку истата кооперација и да почне да го прави истото, без вас. Значи, критичните технологии, технолошките процеси треба да ги задржиме за себе. И овие технологии постојат, технолошки процеси постојат, разбирањето постои, конструкциите постојат, постои. Потребно е само да се воспостави ова производство. Да се воспостави производство. Делумно дел од ова производство ќе биде воспоставено внатре во елинзите, а делумно ќе биде изнесено на сосема мали површини кои може да се изнаемат во близина на истиот аероград. Тоа е воопшто малку подоцна. Сосема мали, околу 300 квадратни метри, само за да неколку механички делови извршуваат некаква работа. Ова не е изградба на фабрика, воопшто. Но, тоа е токму производство на критични технологии. Излегува дека интелектуалната сопственост на оваа компанија ќе биде не само конструкторска, туку и технолошка. Јасно е дека со сите индустријски институти за пренос таму ќе биде исто како нашата компанија што нарачува од истите мои развој. Јасно е дека целиот овој развој, интелектуалната сопственост ќе ни припаѓа нам, но како и да ја развиваат. И тоа веќе не е тајна, барем за нив. Токму производствениот дел на критично важните технологии, тоа ќе биде наша тајна, тоа ќе биде наша 100% интелектуална сопственост. Освен сите патенти, ноу-хау и така натаму, добро е да се измисли нешто, но е тешко да се произведе квалитетно, ефтино и сериски. И тоа го оставаме на нас. Исто така се создава школа за пилоти и техничари за да ги одржуваат дирижаблите. За да се лета со нив, потребен е персонал. Не знам колку точно номенклатурни позиции има, но има многу. Само замислете си, доаѓате на аеродром, например во Домодедово, или Шереметиево, колку вработени има таму. Почнувајќи од влезот, стојат вработените на рецепцијата, вработените на информативниот пулт, вработените кои дури и не ги гледаме, тие некаде таму трчаат. Диспечерите, кои се занимаваат со сето ова. Царините, тука се посебни служби. Но кога ќе излезете на пистата, некој го товари багажот, некој го обработува авионот со антиобледенителен состав. Многу техничари, да не ги спомнуваме пилотите кои седат во авионот. Тоа е многу. Тешка и голема инфраструктура за авиони. За дирижаблите таа е значително помала, но сепак персоналот е различен и е потребен. Тие треба да имаат дипломи, сертификати и дозволи за работа. И за сето тоа да биде возможно, потребно е училиште. Школа, физичка, каде што ќе седат, па јасно е каде што сите ќе учат и така натаму. Школата ќе работи уште на комерцијална основа, обучувајќи некого од надвор, но... Не, нешто повеќе сакав да кажам. Наинтересното е тоа што... За школата за дирижабли, всушност, не се потребни некои надприродни методи. Закони и така натаму сето тоа постои кога вие, ако би сакале да отворите школа за пилоти. Можно е да отворите приватна школа за пилоти за приватни пилоти, еве би ги зеле документите и нормативната документација според која би го правеле тоа, таму би прочитале дека школите за авиони, хеликоптери и дирижабли, тие не постојат. Фактички сега, но целата документација веднаш оди под дирижабли, така што нема никакви проблеми од административна гледна точка, од методолошка гледна точка, да. Методите на обука на авион и на дирижабл се сосема различни методи, но во современа Русија, како што веќе реков, тие летаа доста. И во различни, така да се каже,
структури и во приватни и во приватно-државни и воени, и секаде овие пилоти и техничари беа подготвувани, значи има искуство од минатите години. Разбирање што да се прави сега исто така има и оваа школа ни е животно потребна за да се започне сето ова и затоа да, таа ќе биде создадена и тоа е во плановите. Има специјалисти кои се зафатиле со тоа. Ако ја гледавте нашата голема конференција, таму Сергеј зборуваше, кажуваше дека не гледа никакви проблеми, ајде побрзо да ги обучуваме пилотите. Прашањето, патем, беше во четот за тоа дали има тренажери, па како за авионите има тренажери, за хеликоптерите, а дали има тренажери за дирижабли? Одговорот е да, има тренажери, но сите тие беа создадени за тие, па тие дирижабли што ги имаше тогаш, значи таму беше целата таа инструментална табла, таа авионика, значи тренажер има, но е застарен. И ќе бидат создадени нови, и тоа воопшто не е проблем. Што се создава? Тука се наведени надворешни бизнис проекти. Сега ќе објаснам. Се создава матична компанија или како поинаку да го објаснам тоа, можеби стабилна бизнис единица. Например, комерцијална технобизнис единица, можеби. Ова е конструкторско биро со одлични момци кои проектираат дирижабли и ги произведуваат во широка индустрија. Ова е земја со два елинга, каде што овие дирижабли се составуваат. Тоа е некое свое тајно производство, кое со критични технологии ги создава сите овие работи. Оваа школа за пилоти и техничари и еве се добива еден L-Link и втор L-Link, тие веќе можат сериски да ги произведуваат, се разбира, по летните тестирања, по сертификацијата и добивањето на сертификатот за тип, веќе можат сериски да ги произведуваат и тоа е бизнис скелија, фундаментална, непотоплива, која веќе може да излезе на самоодржливост и целото понатамошно развивање. Да го прави преку својата комерцијализација. Значи, ќе има доволно и за дивиденди и за развој. И еве за надворешни бизнис проекти. Станува збор за тоа дека оваа матична компанија правно е истото правно лице, каде што половина припаѓа на колективниот инвеститор и што ќе се гради понатаму. Други типови апарати ќе се развиваат и така натаму. Сето тоа природно ќе припаѓа на оваа компанија, а следствено и на краут инвеститорот. Но да си замислиме таква слика и таа природно ќе се случи и не е факт дека сето тоа мора да се реализира до крај. Доаѓа голем нарачател и вели, ми требаат апарати, вие сте одлични, го градите овој мал апарат, а можете ли веднаш да почнете да ми градите ваков апарат, ми треба специфичен оваа задача, треба да ја реши. Гледам дека кај вас е сериозно. Веќе конструкторското биро работи, нешто се прави во производството, градите хангари, ви верувам. Развијте ми го овој апарат, ве молам, кој не е во нашата линија, но ми треба. Еве ви пари. Природно. Во тие пари веќе има некоја вградена добивка. И токму оваа добивка, таа речиси веднаш станува дивидендна. Зошто да не? И токму за овие странични бизнис проекти. Тоа значи дека додека со парите на краудинвесторот се организира матичната компанија, од страна може да дојдат големи пари. И овие големи пари ги правиме така, што, влегувајќи во овој проект, профитот од овие пари би бил и профит за инвеститорот, бидејќи крауд инвеститорот сепак го поминува нултиот стадиум и тој, па, мајка или татко станува на овој проект, а ние од другата страна сме мајка или татко и затоа како без тоа, значи ако големите пари веќе влегле во нешто готово, јасно е дека треба да припаѓаат на инвеститорот во бројки што е тоа, обем на инвестиции $100 милиони, тоа со рефералните не треба да се множи на 2, тука веќе се помножено, значи $100 милиони треба да се привлечат за да се организира конструкторско биро, да се спроведат сите работи по земјиштата. Ако влеземе во партнерство, одлично, значи, ќе имаме дури и малку резерви, да се изградат хангарите, да се основа школа,
да се изградат два типа апарати по две парчиња од секој, бидејќи за спроведување на летачки тестови едно не е доволно. Значи два вакви, плюс да се организира свое мало производство, односно да се подготви сето тоа за сериско производство на овие два типа апарати. Оваа сума е доволна. Рокот за реализација од 3-5 години е. Не знам како да го наречам, например. Не оптимистичен, не песимистичен. Воопшто, рокот е таков што за 3 години, а можеби и порано, ќе пристигне првиот апарат. Се разбира, прво мал, потоа оној што е поголем. Многу е веројатно дека мал во беспилотна верзија ќе полета веќе за 1 до 1,5 година. Јас ова секако го кажувам на сопствен ризик, но веројатноста за тоа е многу голема. И така, 3-5 години. Со оглед на тоа дека ќе ја завршуваме градбата, ќе ги пуштаме во употреба овие елинги. Ќе ги градиме, се разбира, таму овие дирижабли прво ќе ги тестираат. Наземните, сите наземни тестирања на јазли и агрегати. Потоа летачки тестирања. Летачките тестирања на вистина траат долго. Со спроведените летачки тестирања, целата техника е сертифицирана и кај нас е подготвено за сериско производство на овие апарати. Рокот е од 3 до 5 години. Излегува дека за 3-5 години оваа машина веќе ќе носи профит без да ги сметаме оние големи пари, кои ќе дојдат тука многу порано и без да ги сметаме оние паралелни бизнис проекти, кои исто така планираме да ги правиме за нив. Ќе зборувам малку подоцна, капитализацијата е наведена од $1.000.000.000, како го пресметавме тоа, па има стандардна таква груба формула тип 3 годишни профити. Соберете ги на куп и тоа е капитализацијата на вашата компанија, значи оваа работа поделете ја на 3 и ќе разберете каков годишен профит ќе биде од сериското производство на овие два типа апарати. Малиот ќе се произведува по 12 парчиња. Повеќе не е потребно, 10 тонскиот ќе се произведува. До 25 парчиња еден хангар ќе може сериски да произведува. Плюс минус да се подели на нивниот број, на квалитетот и јасно е во целина што и како. И тоа е капитализација според најпесимистичките проценки. Тоа, без да се земе предвид дека дирижаблите се нешто неверојатно убаво. Тоа е супер технолошки, за тоа и днината, економски пробив и слично. Ова се само суви бројки произведоа, продадоа, добија профит. Го помножија со 3. Но таква капитализација никој одамна не смета. Истото важи и за Uber, кој нема никаква добивка, а капитализацијата му е огромна. Затоа ова е најскромната и максимално неадекватна проценка. Таму ќе биде многу поинтересно и дополнително, многу интересно. Штом ќе полета 10 тонникот, а уште повеќе по стратосферниците. Сите ќе станат многу богати и успешни. Факт, бидејќи основав цела индустрија која не постоеше, и таа индустрија е и логистичка, и туристичка, и технолошка, и стратосферна, тоа е и комуникација, и транспорт, таму има се. Погледнете го видеото. Американски блогер, популарен, не се сеќавам, нешто нав за дирижаблите неодамна објави и свој преглед. Вели, не разбирам зошто ги нема. Па, поточно, разбирам. Разбирам дека сите почна да ги прават. Еве, гледајте. Па, сите тие линкови се во чатот на Телеграм. Можеме да ја дуплираме за да се појави тука. Кој не видел, погледнете. Тој ја споредува цената таму, например, еве авионите. Тие пренесуваат толку товар за толку пари. Наспроти ова, морските бродови превезуваат толку товар за толку пари, а камионите превезуваат уште повеќе за други пари. Вели и објаснува речиси на прсти дека ако се пушти дирижабл, а веќе е пресметано и докажано дека економијата е таква, тогаш тој смета дека ако се извршат сите овие задачи, таа компанија ќе биде најголемата компанија на планетата по капитализација. Нејзиниот обрт ќе биде огромен, новиот пат на свилата и сите работи на 21 век, и тоа само за логистика на големи товари, без да се сметаат туризмот,
стратосферата, специјалните задачи и многу други сродни работи. Еве ја перспективата, па ајде да објаснам малку подетално за овие два апарати, што представуваат. Овде се наведени два апарати од 2 тона, односно 2 тони. Е тоа што можат да го подигнат. И два апарати од 10 тони. Секој од апаратите, например, ќе се конструира во неколку видови. Двотонецот ќе биде првиот што ќе се произведува под брендот Eurus. Тој ќе биде патнички со 6 седишта, со мал, јазол и кујничка. Значи, ова е гондолата каде што ќе седат луѓето и ќе се случува. Во неа може да се натоварат до 1 тона луѓе, работи, вода, провизии и друго. Eurus. Многу сакаат под нивниот бренд да има cool dirigible. Ним им треба, нам исто така ни треба, така што заедно со нив го градиме ваков. Плюс паралелно, целата оваа воздушногасна система, моторната и останатата авионика може да функционира и без оваа гондола за 6 лица. Значи, ја отстрануваме, добиваме уште 1 тона таму, а можеби и повеќе од озгора вкупно. По беспилотна варијанта добиваме апарат кој може да подигне 2 тони во воздух, да ги пренесе на неколку илјади километри или да виси на точка од 1 ден и повеќе. Ова е многу кул комерцијален производ можеби. Дрон беспилотник кој пренесува 2 тони на неколку илјади километри. Такви нема. Воопшто и да и во целина дирижабли нема. Воопшто ова е првиот апарат. Тој е мал. Вториот е 10 тонски, тој е веќе посериозен, 10 тони. Зошто ја избраа оваа димензија? Таа е најпривлечна од комерцијална гледна точка. На планетата е произведен најмасовно произведениот хеликоптер досега. Тоа е нашиот руски хеликоптер Ми-8. Од нив беа произведени околу 15.000 парчиња во различни модификации. Тие можат да подигнат 4 тони товар вертикално исто како дирижабл. Авион не се подига вертикално, му треба да се залета. Тој може да подигне 4 тони товар и да го пренесе на познато растојание за познати пари, односно 1 километар пат чини пари. Овој дирижабл ќе може да земе 2, па и повеќе товар и да го пренесе многу подалеку и многу поевтино. Сите овие бројки, колку може поевтино да се пренесе понатаму, можете да ги најдете на веб страницата на Аеростатика, да ги погледнете нашите комерцијални проекти, да прелистате до 10 тонникот и таму. Има табела за споредба, кој на што лета, колку троши и колку поповолно ќе биде овој апарат. Сајтот Оверстатика можете да го најдете на Телеграм. Во нашиот чет, пред старт, кликнете на закачените пораки и тој ќе биде првата порака. Апаратот 10 тонец исто така е наведен тука како и првата јахта од 10 тони, тој исто така ќе биде направен во неколку варијанти, тоа ќе биде туристички, патнички, товарно-патнички и товарен. Товарниот е уште пилотен и беспилотен. Тие сите ќе се конструираат, односно, ќе се развиваат. Ќе произведеме 2, најверојатно товарно-патнички. Но би сакале и туристички, веројатно за да можеме самостојно за 3-5 години да одржиме конференција таму и да кажеме ура, успеавме. Но гледајќи во товарно-патничкиот превоз, исто така не би било лошо. Во туристичката варијанта, тука повторно се појавува гондолата. Во товарната варијанта, односно ако тука има 10 тони луѓе, храна, вода, провијант и друго, тогаш оваа гондола не е потребна. Тука има 15 тони повеќе. Во ваква варијанта товарна, пилотирана, беспилотна овој апарат ќе може да подигне. Ни треба да произведеме 2 мали јахти и 2 10 тонски за да бидат пробни примероци, на пример. На нив ќе бидат извршени тестирања, ќе бидат сертифицирани, а следствено прво
самите ќе бидат подготвени за комерцијална експлоатација или за продажба. Исто така, според нивниот пример и подобие, ќе биде дозволено сериско производство. За земјата 2 големи хангари за нивно склопување и сериско производство, училиште и производство на критични технологии плюс нарачатели. Така, тоа е малку подалеку. Тука се мисли на нарачателите. Како за сериско производство, ќе го објаснам тоа малку подетално подолу, така и за развој на специфични апарати. Затоа што сега веќе има повици, писма, разбирливо е дека сето тоа е засега. Не е цврсто но велат момци, ако го подигнете во воздух апаратот способен да носи 10 тони таму ќе биде туристички, ние веднаш го земаме такви вау кул, ако подигнете 2 тони и ги однесете на 2000 километри, ние исто така веднаш го земаме, значи има нарачатели и не само такви кои велат веднаш го земам, туку и такви кои се веќе подготвени за нивните потреби за нивното извршување на задачите да проектираме и произведеме одредени апарати. Значи, во оваа перспектива од 3 до 5 години, сите овие клиенти веќе ќе бидат или во преднарачка за серискиот апарат, или некои по договори ќе очекуваат дека ние самите, например, извршувајќи некоја работа, значи тој ќе нараче услуга од нас за 10-тонецот. Дека ние ќе правиме нешто за него или веќе ќе развиваме нешто за некого, но перспективата од 5-10 години. Ќе ви раскажам малку за неа, не планираме да застанеме на 10-тонците и јахтите. Јасно е дека сето тоа се прави, тие се мали. Не се толку супер футуристички како што би сакале, но всушност ќе бидат многу кул и сите ќе бидат пријатно изненадени. Мислам дека до нова година веќе ќе го формираме нивниот технички изглед со нов дизајн, со правилно избрани материјали и така натаму. Тие воопшто ќе изгледаат одлично, но сепак тоа засега не е тоа. Тоа се тие 20 тони, 40 тони, 200 тони и стратосфера. И сите овие проекти ќе се поставуваат паралелно, постепено паралелно, последователно паралелно. Сега ќе објаснам. Првично започнува да се проектира јахтичка, штом сите процеси се пуштени, сите се стабилизирани, се пушта исто така со мало поместување по време во работа 10 тони и понатаму може со малку поголем заостаток. Ќе се пуштаат со поместување по време таму 20 тони, 40 тони, 200 тони од тропосферата и така паралелно, па јасно е прво еден процес организирале, тој тргнал, провериле работи следниот процес и така паралелно сето тоа ќе се развива. Јасно е дека за брз развој на следните апарати исто така е потребно финансирање, активно внимание и друго. Ние засега се фокусираме на првите два. Останатите овие 4 одат паралелно со факултативите, односно без посебни трошоци, но имаме на ум дека и за нив треба да градиме хангари, па затоа веднаш ќе избираме земјата. Ние во умот разбираме дека, грубо кажано, проектирајќи 10 тонец, ние, дури и јахтичка, веќе на неа ќе ги разработуваме дел од технологиите, процесите и останатото за понатамошни поголеми апарати. И на тоа ни линијата не завршува. Само од перспективата на 5-10 години, тоа се уште овие апарати од 20 тони, 40 тони, 200 тони и стратосферници. Можам да раскажам и за нив, 40 тони, па дури и 20, дури и 10. Сушност, но на 10 не ми се сака, барем 20 тони веќе значат летови околу земјината топка во комфорни кабини дополнително. Со станици. Таму во центарот на градот воопшто тоа е таква класна туристичка работа и не би сакале да застанеме на нив. Најверојатно ќе направиме неколку 40 тонски дирижабли, еве парче туристички, па неколку планираме да направиме за да ги сертифицираме и така натаму. Но неодамна имаше повик од арапски земји, тие се интересираат токму за такви. Им треба крстаречки, околу 40 тони, тој ќе биде двокатен, ќе има прв кат, втор кат, малку тука.
Таму излез на покривот може да се направи балкончиња и друго. Многу сакаат таков дирижабл. Рекоа кога да дојдеме кај вас, ние рековме почекајте. Сега ќе го оформиме конструкторското биро. Сите ќе седнеме таму. Ќе ве повикаме. Значи, веќе го сакаат и можеби со 2 апарати нема да се ограничи оваа работа, но да прескокнеме подалеку и да градиме поголеми такви работи и да се занимаваме со стратосферата. Јасно е ке оди паралелно и стратосферата ќе полета уште порано од 10 години, ако според проценките. За 6 години веќе може да се лета во стратосферата на овие големи дирижабелни платформи, да го наречеме така за сега. Ако првиот апарат за сертификација замине за 3 години или за 2,5, тогаш стратосферниот апарат за сертификација ќе замине за 5,5 години, за 6 веќе ќе биде готов. Јасно е дека засега не е за луѓе, туку за комерцијален товар и друго, но генерално настаните ќе се развиваат доста брзо. Мислам дека ќе биде многу кул и интересно да се следи сето ова, да се учествува во тоа и во изградбата на хангарите и подигнувањето на првите апарати. Порано. Нешто на нереално. Еве тука се додаде експлоатирачка компанија. Ова е компанија која ќе биде комерцијална како? Што е прифатено во авиацијата? За развојот се предвидува дека за секој вложен денар ќе добиеш 10 денари. Во производството има многу развивачи на различни авиони воопшто. Во производството на еден вложен денар се добиваат 100 денари. Сепак го изградија авионот и тој е економски оправдан и лета одлично, вредно. Експлоатација на еден вложен денар 1000 денари. Произведоа авион и го продадо, а тој што го купи сака да му се исплати многукратно. Секако, зошто воопшто да купува? Воопшто експлоатација основните пари и еве експлоатирачка компанија е логичен чекор во развојот на проектот, тоа што самите ги градиме, самите ги експлоатираме, самите заработуваме на нив, секако ги продаваме, но без сопствена експлоатација прво. Е потребно искуство во експлоатација, различни бизнеси и други луѓе кои ќе бидат заинтересирани за дирижабли, значи ми треба момци, изградете ми таму парк дирижабли, поставете ми таму хангар, обучете ги моите вработени за да се направи така, за да се експлоатира се. Секако, треба да експлоатираме. Затоа, експлоатирачка компанија се појавува штом сериските апарати почнат производството и, разбира, прошируваат нарачателите. Еве тука со стрелки се покажани парите. Ова се нарачателите, како што веќе реков, за развој на специфични апарати. А такви нарачатели има во лицето на истиот Роскосмос. Јас го зборувам тоа. Всушност ги има многу, само Роскосмос некако. Појасно, што ли дури и нам самите, затоа што веќе имат од Роскосмос, разработени заедно со нас, дека, момци, има задача да се земат блоковите на ракетите, ракетносителите и да се пренесат до фабриката производител на космодромот. Но сега логистиката е неверојатно сложена, долга, скапа. И тие ќе нарачаат специјален апарат, односно специјална табла. Тоа значи не дека некој ќе си нарача специјален авион со кожни седишта, туку токму за извршување на тесна задача. И за извршување на такви тесни задачи, нив навистина има многу. Почнувајќи од медицински, грубо кажано, поликлиника што лета. Кај нас многу прават медицински воз, медицински хеликоптери, медицински автобуси. Поликлиника целосно пристигнува таму во регионот и ве молам. Многу воопшто специјални задачи не сметајќи го истото како космосот, и така натаму тоа се нарачатели кои за развој и еве исто така нарачатели кои за произведените веќе сериски апарати за сопствени потреби. Тоа ке биде. Еве ја патната карта на проектот, грубо кажано за овие 3-5 години. Можете да направите скриншот и детално да ја проучите. Но, како што кажав, прво започнува развојот на еден апарат. Потоа, кога овие процеси ќе се стабилизираат, започнува паралелно со мало задоцнување развојот на вториот апарат. Таму започнува макетирањето, прво макетирање.
Веќе следната година ќе бидат создадени макети на овие гондоли во кои ќе може да се дојде, да се прошета, да се види. Ова е задолжителен дел во авиацијата, како и во автомобилската индустрија. Сите ги виделе видеа. Прво, автомобилот изработуваат од глина, гледаат дизајн, ќе биде исто. Потоа прават концепт салон само за да се седи во него, тука истото ќе биде направено прво за еден апарат, потоа за вториот со мало задоцнување. Се разбира, додека ова се прави, ние градиме елинги, прво се разбира за првиот апарат, а овие елинги треба и да се проектираат. Постојат и индустријски институт кој се занимава со проектирање на вакви типови објекти и тие учествуваат во проектирањето на аеродроми, Шереметиево и други гаражи за авиони. А не прави, тоа е такво. Треба лиценца за проектирање на такви работи. Додека таму се макетираат и развиваат апарати, исто така се подготвува документација за еолингот. Потоа, откако сето тоа беше макетирано, документацијата за еолингот отиде во градба, почнува нешто да се гради. За првиот дирижабл почнуваат да се произведуваат делови и агрегати, таму различни горивни системи, трансмисии, кормила, разни инструментални панели, многу работи, авионика. И сето тоа ќе се произведува на земја, ќе се тестира прво одделно, потоа ќе се собира повеќе, ќе се тестира. И сето тоа се прави, елингот треба веќе да биде завршен. И сите испитани агрегати треба да пристигнат тука и да почнат да се собираат во голем апарат. Паралелно со тоа, веќе административно организиравме школа. Ги пропишавме методиките и еве заедно со првиот апарат можеме да започнеме со неговото составување. Веќе е јасно какви ќе бидат уредите таму, ќе се управуваат. Методите се завршени. Тука може да се започне обука на пилоти заедно, со искусна експлоатација. Тоа е нормално. И кога тука почна да се собира апаратот. Тука заврши градежниот процес. Почнува да се гради вториот. А ако тука се гради, таму веќе по апарат се одмакетирано, веќе почнуваат. Производство на реални агли и агрегати нивни, земјени испитувања. Се доизградува тука, се крева во воздух, оди на сертификација, тука почнува да се собира, тука почнуваат луѓето да се обучуваат. Се разбира, паралелно со сето ова, апаратот нема да се изгради, додека нашето производство на критични технологии не започне да функционира. Тоа ќе функционира до првата изградба на оваа мала елинга. Можам, инаку, малку да раскажам за оваа прва елинга. Тој ќе биде напреден, досега сите дирижабли пристигнува или до мачти прикачени таму на поле каде било, тој долетува, се спојува и се врши таму натоварување, истоварување или нешто друго, или тоа беше мобилна мачта каде што се прикачуваше. Нашите апарати ќе бидат први, почнувајќи од првиот. Јасно е дека таму ќе има пристанишни уреди за мачти и друго. Но ние основното пристанување ќе го правиме на специјална платформа. Тој ќе слетува како стрекоза, со нозете, ќе се закачува. Во таква положба ќе лета по воздухот. На тој начин тој ќе зафаќа помалку простор. Кога апаратот се врти, тој ја зафаќа целата своја должина со радиус. Кога тој флигирува во таква положба, зафаќа многу помалку место и тоа е потребно за слетување на покривот во центарот на градот. Тоа значи дека не е потребна мачта. Како што видовте, специјално опремени платформи за хеликоптери постојат на покривите на зградите. Така исто ќе биде направено и за дирижабли и во првиот елинг таква пробна платформа веќе ќе биде создадена и на овој елинг веќе ќе слетуваат. Како и малите апарати кои во истиот елинг се произведуваат, така и апарати од соседниот елинг кои ќе бидат многу поголеми, но ова ќе биде типична платформа за сите апарати иста и тие ќе слетуваат tukaj.
Еве ќе го префрлам ова исто, можете да го скриншотирате и прочитате, завршува со тоа што овој апарат излезе 2 парчиња се сертифицира, овој излезе се сертифицира, овој почнаа сериско производство по преднарачки и ова исто. И еве на оваа патна карта на проектот завршува на овие 100 милиони долари. И еве ова е таа непотоплива бизнис единица која понатаму почнува да генерира профит и да се развива, и јасно е за поактивно темпо на развој за таму 20-40.200 тони стратосфера, и така натаму може целиот профит од оваа единица да се вложи за забрзување на темпото таму делумно. Така и ќе биде најверојатно, ако дозволите, но веројатно ќе бидат потребни следни инвестиции. Ние не велиме. И не мислиме дека крауд ќе заврши на 100 милиони, не, понатаму едноставно тоа веќе ќе бидат како одделни бизнис проекти. Јасно е сите што влегува во матичната компанија, профитот е во матичната компанија, се јасно. Па понатаму матичната компанија веќе работи. А понатаму се појавува проект развој на сорокатонник, изградба на елинг за него нивно, сериско производство. Овој проект чини толку и ќе донесе толку профит. Започна матичната компанија таму по договор со инвеститорите, на пример, дел од профитот го испраќа на овој бизнис проект крауд, инвеститорите одделно влегуваат во овој бизнис проект, голем инвеститор, некој доаѓа и затвора половина од овој бизнис проект. Најверојатно ќе биде така и сите следни бизнис проекти ќе бидат изградени на тој начин. Овој бизнис проект има своја профитабилност, профитабилноста ќе оди во матичната компанија, на некој дел таму се добиваат своји инвеститори кои само таму влегле, а тука не влегле тие, од тука ќе ја земат целата математика, ние ќе пресметаме, ќе направиме така што нормално основната корист ќе оди во матичната компанија без овие. Како се вика тоа? Па, воопшто, разбравме. Јас самиот не разбрав. Без измами. Нема да има манипулации. Нема да биде дека матичната компанија отворила некој страничен бизнис проект за голем инвеститор и толпата не се пушта таму, а профитот исчезнува. Ние не сме заинтересирани за тоа. Големите инвеститори не сакаат да го започнат таков проект. Ние го започнавме со вас. Ние треба да им даваме некакви привилегии во таков формат. Тука слайдот треба да биде малку поголем, секако. Тимот што го реализира проектот. Ова не е само тимот што го реализира проектот. Ова се неколку тимови. Ова е аеростатика, ова е нами, ова е мај, ова е менеджментот на онова, ова се клучните играчи. Овој дел ќе го откриеме штом до крај го утврдиме, потпишеме, покажеме затоа што таму почнуваат движења по удели. Можам таму за едно движење да раскажам. Во врска со нас. Не дека тие директно претендираа, туку им беше понудено да земат одреден удел, но тие рекоа: луѓе, ние ќе ја правиме првата јахта со вас и можеби и во идните апарати ќе бидат нашите мотори, горивни системи и друго. Ние сме заинтересирани да бидеме коосновачи на оваа компанија со мал процент. И ние рековме, па во целина, супер, одлично, луѓе, ајде да одиме. И кога почнаа движењата? По земја, партнерски, кога најдовме група лица кои се согласни, така да се каже, да влезат во партнерство со нас, ние со нив, и тие ни обезбедуваат земја, административни ресурси и други своји достигнувања и можности, вклучувајќи ја и школата за пилоти. Ние сме како во губење, сподели со овие луѓе процент. Многу е потребно и тие се такви без проблем. Затоа сега оваа фаза да се стабилизира. Ние ќе објавиме. Solar Group дава 49% на колективниот инвеститор од оваа компанија, дава е лош збор. Ние со вас земаме 49% од оваа компанија, исто како во тековниот проект за распределба на профитот.
тука веројатно профитот нема така да се дели, ние сега само земаме учредителство за да ни биде. Мирно, важно и така натаму, профитот природно сакаме да го правиме така што главниот дел да оди кај инвеститорите, инаку што е тоа за компанија која со инвеститорите е без профит. Нешто не е во ред. Така, овој слајд требаше да го објасни Павел Филипов. 1 милиарда акции, 500 милиони акции за инвеститорите, 50 милиарди делови, тој добива за тие 49%. Ако во претходниот проект, па во тековниот, претходниот, тековниот, ајде да разбереме. Воопшто, со волмаш, начети удели спонтано се собираа и можевме да разбереме колку ќе бидат по завршувањето на финансирањето. Тука решивме да ги означиме овие удели. И од таму е таква математика 50 милиарди делови што станат 500 милиони акции. По вредност, ако капитализацијата на оваа компанија е 1 милиард долари во најпесимистичната варијанта, тогаш можете да пресметате колку една акција ќе носи, колку удели ви е пожелно да купите. Но за дисконтот, бидејќи сега сме на нулта фаза, природно е најпријатниот дисконт и штом преминеме на првата фаза која ќе има конструкторско биро. Сите ќе се сместиме таму. Целата правна конструкција ќе се изгради. И ќе започне систематска работа. Нултата фаза завршува и понатаму сите ќе видат како ќе се распределуваат дисконти. Значи на оваа фаза е најинтересно да се влезе. Но во целина индустријата ќе се развива огромно и на сите фази ќе биде многу кул да се влезе. Но како што беше решено. Во соларот на нултата фаза со луди ризици треба да се даваат преференции, ништаки ако понашему во таков размер. Понатаму е јасно. Имаме табела, линкот е во овој чет. Можете да гледате секој ден и да ажурирате колку пари доаѓаат. Ако споредиме со... Да, линкот е во телеграмчатот, побарајте го. Ако не го најдете во телеграмчатот, јас ќе го најдам. Ќе влезам на вконтакт. Група на Dirigible генерација. Наназад има пост како започна проектот. Ја отворате и ги гледате сите бројки за тековниот проект. Стартот веќе има повеќе од 3 милиони долари преземени обврски и околу 300.000 долари фактички плаќања. Ако се спореди со стартот на претходните проекти, динамиката е многу добра. Но, ако ги земеме предвид нашите тековни позиции од кои стартувавме, плюс бројот на луѓе кои следат дирижабли и сакаат тие да се реализираат, најверојатно темпото сега ќе се зголемува и треба да расте. Затоа што да се подигнат во воздух такви апарати, да се изградат за рокови и сето тоа е можно. Се разбира, потребно е активно финансирање. И тоа го сметам дека е во наша моќ и во моќта на сите дирижабли многу интересна тематика. Јас повторно ќе кажам, гледајте видеа на YouTube, читајте коментари, многу луѓе сакаат да ја поддржат оваа работа и во ваша моќ е да направите така што тие само ќе дознаат за тоа што се случува сега, за тоа што имаат можност да помогнат на оваа работа. Инвестирајќи, не подарувајќи пари, туку инвестирајќи понатаму и профит, и соучество, и првите летови, и конференции на дирижаблите. Темата е луда, навлезете сами, дајте им можност на другите луѓе да дознаат за неа и тогаш ќе имаме пари за реализација. Целиот мозаик се состави, останува само да се финансира сето ова. За маркетинг планот воопшто има маркетинг план, ако многу ве интересира за него, можете повторно да влезете на вконтакте или таму на Телеграм во нашите групи да го најдете тој пост и да го прочитате маркетинг планот. Тоа е за тоа што
Ако во вашите претходни наши проекти во тековните има некаква структура од партнери и инвеститори за нејзина активација во овој проект, тие сите се пренесуваат автоматски, но за нејзина активација потребно е да се извршат одредени дејства. Ако во претходниот проект немавте структура, а во тековниот проект исто така нема структура и треба да изградите нова структура, не треба да извршувате маркетинг планови таму. Воопшто, ако ви треба, влезете и изучувајте, но мислам дека ако ви треба, значи веќе сте запознаени со нас и најверојатно сите тие маркетинг планови веќе сте ги прочитале, а можеби дури и ги извршиле. Ова е во врска со стартните позиции. Тоа што во започнаа првиот проект, кога немаше следбеници. Вториот проект, тоа беа 6.000 активни учесници. Сега тоа се 500.000. Кај Solar Group постојани луѓе кои следат како Solar Group се развива. И од овие позиции. Стартувањето е многу полесно и затоа ја презедовме сложената задача. И не дека е полесно да се опуштиш, туку напротив, задачата е грандиозна и сите треба да се потрудат. Ако сте во тековниот проект и сте од оние 500.000 кои веќе долго време не следат, ве молиме направете така за да бидеме сигурни дека ги знаеме овие бројки, бидејќи далеку не сите дури и од тековниот проект дознаа дека започна следниот. Само ако имате познаници, јавете се, проверете, напишете, кажете слушај, има една интересна новост. Дали си во тек или не? Ајде да помогнеме проектот да стартува. Како да инвестирате во проектот? Се уште сработи во истиот личен кабинет, во кој се развива и тековниот проект. Еве можете со какодот да стигнете, ако не сте биле. Влегувате во дирижабли и целата механика е иста како што беше порано. Па да продолжиме понатаму, таму изгледа ес. Ќе ги прочитам прашањата ако ги имате и ќе одговорам на нив. Така на бела позадина не е многу удобно да се читаат прашањата на YouTube, ништо не се пренесува, но требаше да се премине на вконтакте. Кажете, во проектот Dirigible ќе има ли клуб 100 клуб 1000 и ќе има ли некои пријатни бонуси? Првиот што, ќе се вози на Dirigible, мислам дека сигурно ќе биде. За клубовите, тука е Сергеј Шевченко. Прашајте го директно, сигурен сум дека ќе се случи некоја интересна забава. Со клубот тоа. Ќе биде или проширување, се дискутираше воопшто. Имавме стратешка сесија на Solar Group. Таму се дискутираа клубовите, се наметнаа одредени акции за овие клубови. Подобро прашајте го него за да не кажам нешто погрешно. Може ли да се користи хелиум како носечки газ и истиот како товар да се истовари, а назад да се лета на поевтин водород? Да, во целина може дополнително и други опции. Постојат разработени проекти за транспорт на хелиум во земји од Азија. Главно кај нас во Русија сега со забрзано темпо се зголемува производството на хелиум. Најверојатно ние многу добро ќе го заземеме овој пазар во блиска иднина. Прашањето е во логистиката и логистичкото прашање. Има предлог од наша страна, тој се разгледува од страна на производителите на транспорт. Да се транспортира сето тоа со дирижабли и, како што реков, стратосферата. Ќе донесе многу пари и тие дирижабли исто така ќе донесат многу пари. Задачата е, ние ќе ги презентираме сите економски показатели малку подоцна, за бизнис плановите и така натаму, буквално. За 1 до 1,5 месец ќе дадеме точни бројки. Сега ги имаат сите, само треба да се доработат и освежат. За транспортот на хелиум има одреден број апарати со одредена носивост кои се потребни за транспорт на хелиум и таму профитот е некој лут, кој го надминува целиот Газпром. Само на овој хелиум. Во Дјуарови садови ќе го транспортираме, многу интересно ќе изгледа сето тоа.
Секако многу профитабилно, неверојатно и економски бум. Хелиумот сега чини и неговото доставување исто така чини, а ние штедиме. Воопшто, нашите производители се заинтересирани за тоа. Тоа е исто така една од задачите која ќе се решава, само што за неа се уште не многу се сака да се зборува. Но, знаете, економијата за неа се пресметува. Скоро сите бројки ќе ги покажеме, но за да се испушти воздухот од дирижаблот, потоа да се наполни со водород и да се лета назад, до тоа нема да дојде. Тој таму ќе продолжи да лета на мешавина. Или на хелиум. Може да биде во беспилотна варијанта и на водород, но водородот сепак е запалив. Да, не е експлозивен. Водородот во големи количини гори. Тој не експлодира и не би сакале да го користиме без да ја докажеме неговата безбедност во флегматизирана состојба. Односно, кога водородот со одредени додатоци постојано се меша и не гори. Првично, скелета на хелиум, но понатаму, најверојатно дел од водородот сепак ќе стигне до државата. Но тој нема да го испушта хелиумот, сепак ќе зема диуарови садови и ќе ги транспортира. Ова е можно и се планира. Фјодор, дали сега сте фокусирани исклучиво на транспортниот проект или има интересна задача од научен план, се обидовме да ја реализираме со колегите. Гледам на ВКонтакте, некако не ми го отвора целосно оваа порака. Се плашам тогаш минатиот пат излегов и погледнав во коментарите на тие пораки ги нема и тука исто така исчезнаа воопшто на ВКонтакте, ве молам подобрете ја оваа функционалност. Не само на транспортни проекти сме насочени, но таму на кој вие засега Иван Соболев, ако си уште тука напиши ве молам директно во коментарите под видеото за да го видам овој коментар над зидот, кога ќе излезам од тука ќе го дочитам и сигурно ќе одговорам. Значи, за 5 години може ли да се надева наксе 100 по пари? Или максимум накс 10? За 5 години мислам дека може да се надева наксе 100. Или дури и повеќе, ако не и повеќе. Разбирате. Има прашање токму за капитализацијата на кој пазар ќе ја правиме таа капитализација, се во што ќе биде тоа. Дали ќе вложите тука и ќе добиете таму од дивиденди. Се 100 од дивиденди ќе биде, може би за 5 години малку тоа, но директно од дивиденди ќе биде. Или од тоа што сте вложиле, а потоа со акции сте излегле. За тоа ќе избереме, па нормално берза. Таму ќе ги спроведеме сите овие процедури, ќе ја изнесеме компанијата и таму акциите ќе пораснат. Таму акциите ќе одлетаат во космос, затоа што секоја компанија која сега ја затвора оваа транспортно-логистичка ниша, токму со дирижабли плюс има развој во стратосферата и обезбедување од 2 тони до стратосферни, но акцијата на таа компанија ќе вреди космички пари, таму може и X. 10.000 да биде. Прашањето е кога ќе одиме на таа процедура. Најверојатно прво ќе се формира матичната компанија како основна. Таа ќе почне да добива приходи, а само потоа профитабилната компанија ќе излезе на пазарот на акции за да биде посакувана, така да се каже, и тогаш акциите ќе одлетаат во космос. Ние таму ќе земеме дел и ќе ги распределиме на вас, секако и вашите акции ќе станат космички. Таму веќе не се зборува за аксе 100, туку за нешто поголемо. Дали имате интересни перспективни проекти? Тоа е разбирливо. Како дирижабл ќе биде заштитен од дрон со експлозив. Очигледно треба да се земат предвид такви ризици, особено при превоз на луѓе. Да, малку ќе раскажам за дроновите. Во целина има многу проекти за дронови и ни се обраќаат за финансирање и се финансираат од класични институти. Сите гледаат со каква брзина се развиваат како воените, така и невоените граѓани можат да видат веќе на интернет во Кина специјалисти градители носат цемент и го подигаат директно на градилиштето по една вреќа. Во планинските области таму дронови им носат нешто.
Богатите луѓе веќе сега ги опремуваат своите вили и автомобили со дронови, вакви кои обезбедуваат антидронска безбедност. Значи, полетуваат, нешто таму скенираат, се враќаат назад, уништуваат нешто при пристигнување. И сето тоа ќе се развива со огромна брзина. Имаме компанија, со која сме во тесна комуникација, таа е во Русија. Најверојатно, водечка позиција имаат во дроновите. Тие се наполовина воени, наполовина приватни. Многу сакаат да бидат приватни, но ситуацијата е таква, што се принудени, се разбира, да работат и на воената тематика. И едно од нивните најсилни насоки е токму заштитата. Заштита од дронови камиказе, од секакви такви. Се разбира, сакам да кажам не само дека, да, нашиот дирижабл ќе биде заштитен. Во блиска иднина, секоја голема, скапа техника, недвижности и друго ќе бидат заштитени од овие дронови. И овие системи ќе се воведуваат на секаде и секаде. Се разбира на дирижабл, бидејќи е голем, убав и ни е жал за него. Сите овие системи ќе ги инсталираме. Така, ако има истекување или оштетување на балонот, колку мазно ќе може да се спушта, има неколку приказни од реалното искуство. Еднаш, при тестирањата на дирижаблот, нашите конструктори доживеа ситуација кога пропелерот се распадна. Пропелерот беше во прстен и прстенот се скрши. Дел од прстенот не пробил целосно, но ја пробил обвивката и гасната кеса. Тие го забележале тоа дури на вториот ден. Тие виделе дека има проблем со пропелерот. Го сменија пропелерот во движење, стигнаа до Оилинг, се паркираа во Оилинг и дури следниот ден сфатија дека нешто не е во ред со државата. Едно пробивање не влијаеше на неговите летачки карактеристики. Дури и митралеските рафали не секогаш ги запираа дирижаблите. На нив се војувало порано, едно дупчење можеш да не го забележиш со месеци. Односно, ако е голем дирижабл, но доволно тежок, ако го прострелаш со пиштол, утекувањата ќе бидат минимални. За една недела ќе речеш, гледам нешто се случило, но тој не е под притисок и не е како да го пробушиш и да пукне како балон. Притисокот е сличен на атмосферскиот и гасната размена тече бавно и додека тоа се промени. Воопшто, практиката покажува дека тој дури и нема да се спушти вака. Тој мирно стигнува и ја решава својата задача. По инструментите се гледа дека нешто се случило. Јасно е дека митралески рафал од крупен калибар ќе го натера многу брзо да падне. Малку е веројатно дека ќе има паника на бродот поради тоа. Со пропелерите. Сето тоа ќе се извлекува мирно, но повторно, ова е за некои супер сериозни такви неверојатни случаи, кога некој ќе реши да пука со крупнокалибарско оружје. Ние сепак сме за омирен дирижабл, за омирна употреба. Ако со крупнокалибарско оружје се пука по авион, хеликоптер, автомобил, па дури и куќа, ќе биде оштетено. Се разбира, и дирижаблот ќе биде, но тој нема да падне. Еве, Сергеј Семенов ја даде оваа аналогија, јас ќе ја дадам уште еднаш. Односно, ако авион, хеликоптер, нешто се расипе, хеликоптерот паѓа како камен. Авионот додека губи брзина може некаде да се спушти. Дирижаблот ако му се случи нешто како пробивање, например, тоа е како брод. Но не како брод, туку како голема јахта. Ако јахтата е пробиена од страна, нејзините оддели се затвораат и дури ако целата е наполнета со вода, јахтата останува на површина. Истото е и со дирижаблот, ако се пробијат 2, 3, 4 оддели, тој полека почнува да тоне, но не оди веднаш под вода. Истото е и со дирижаблот, тој е многу секционен, ако се пробие еден оддел, тој продолжува да лета без да го забележи тоа. Ако се пробијат вториот и третиот оддел, и ако има сериозно оштетување, да, тој полека почнува да тоне, но не како хеликоптер или авион со голема брзина, туку полека и постепено се спушта. Секако, треба да се земат предвид сите ризици, бидејќи бизнисот е перспективен. Тешко дека ова ќе може да уништи нечија судбина. Дирижаблот е признат како најбезбеден. Авионски транспорт. Секаде. Последниот научно-технички и воен совет рече, еве нашиот што беше,
дека од сите авиации ве молиме, направете ни дирижабли, бидејќи тие се најбезбедни од 30 до 300 тони. Постојат постојани задачи за воените, односно редовни задачи за овие машини и таму е нагласено дека тоа е најбезбедниот летачки транспорт, така што, за безбедноста. Не грижете се, сега ќе погледнам уште прашања, каде што ги има. На YouTube некаде ќе влезам да погледнам, за сега само на вконтакт те прочитав. Основните технички прашања е најдобро да се поставуваат во петок, бидејќи тогаш по редослед го покануваме техничкиот специјалист. Последен пат беше Александар Николаевич, пред тоа беше Дмитрий Сергеевич Хмел. Оваа петок ќе има нов гостин, ќе се запознаете. Техничките прашања е подобро да се поставуваат таму, но кога велам технички прашања, тие веднаш си представуваат, а ние им поставуваме прашање. А што ќе биде ако се расстрела дирижабл тие, а такво техничко разбрав. Иако неодамна разговаравме за бластирање, мислам дека наскоро доволно добро го разгледавме прашањето. Како што вели Кирилен, не би сакал дури ни толку длабоко да го откривам прашањето, бидејќи тоа се совети за нашите конкуренти, но не сметајќи дека имаме конкуренти, имаме само колеги, и ако низ целиот свет пуштиме дирижабли, тоа ќе биде одлично. Но комерцијалниот интерес, тој е комерцијален, се разбира, за парите на инвеститорите е важен профитот покрај целата таа романтика, затоа уста на катанец, критичните технологии за себе. Правна заштита од големи капитални средства. Воопшто не сака да се вчита. Така прашањето. Веќе го подоткрив здравје како ќе изгледа структурата на компанијата во кој сооднос ќе се распределува профитот меѓу инвеститорите. Повеќе од половина од профитот на целата компанија ќе оди на распределување на инвеститорите. Ова е нашата идеолошка позиција, која ќе ја браниме на сите овие собранија на акционери. И бидејќи имаме голем удел, тие сите ќе имаат тежина. Воопшто нашата позиција, а внатре веќе инвеститорите како ќе ја распределуваат добивката. Тоа е соодветно на уделот, односно колку акции имате. Природно колку удели имате, таква ќе ви биде и добивката. Кога планирате да преминете на првата фаза, јас исто така зборував, кога ќе се стабилизира работата, кога конструкторското биро ќе почне да функционира, правната конструкција ќе работи, индустриските институти ќе добијат нарачки и се. Тоа значи дека работата сериозно започна и тоа ќе значи дека нултата фаза е завршена. Модел има таа лета каде што е видеото воопшто пристапот на следниот модел е дека има мали малку поголеми и летаат и одат во стратосферата. Ново инженерски колектив. Тие велат ние се собравме да правиме нешто посериозно и грандиозно и не треба да не мешате. Со вакви мали работи кои ги има насекаде на интернет. Еве денес во чатот пратија дека руска компанија покажала прв беспилотен дирижабл, но тоа е 6-метарска играчка. Ние имаме такви играчки исто така, но тоа е далеку од дирижабл. Тоа е играчка на ветер, како што се вика ветер само. Но што е тоа беспилотен дирижабл? Такви модели летаат кај нас во неколку варијанти и конструкција и носивост. Ние ќе ги демонстрираме и покажеме овие уреди и технологии, но овој колектив на нашите драги и почитувани колеги и неинженери, конзерватори, конзервативни конструктори, тврдокорни мажи и жени велат зошто да ги покажуваме овие играчки и уреди
Ние се подготвуваме да градиме огромни и комплексни апарати за сериозни задачи. И дополнителни задачи и цели, ајде да не се мешаме. Со ова и да се фокусираме на нашите цели и дополнителни апарати и уреди. Им објаснуваме дека сите прашуваат каде се првите летајки модели, покажете барем нешто што лета, тие велат добро, ако мора, секако многу не сакаме, но еве. Инаку, еве видео од Киржач, сите монтажери таму прават некаков, изгледа, шедевр. Ветуваа дека ќе биде готово минатата среда, потоа во сабота, потоа во недела, а еве денес веќе. Погледнете. Тие таму раскажуваа како летале, значи имаат летачки модели. Еден дирижабле во надуена состојба во Киржач, вториот е во Астрахан, во хангарот и секако може малку да се надуе. Времето, секако, си го направило своето. И тој ќе се крене во небото и ќе лета. Но тоа е она што беше порано, сето тоа да се прави. Потребно е да се прават современи, со најмалку, современи дизајни и технологии. Зошто старот? Има модели и големи летачки, може дури и за 19 луѓе. Но ќе потрошиме време, ќе потрошиме средства, ќе потрошиме сили. Па зошто да го реанимираме ако можеме да одгледаме нов и прекрасен? Не постојат само мали моделчиња дирижабли, па како мали 40 килограми носивост, сепак не се мали. Еве тоа што денеска го пратија линк, па не линк, туку вест, дека во Русија направиле беспилотен дрон, тие 40 килограми воопшто, а тука барем 40, има уште стратосферни сонди. Јасно е дека има стратосферни сосема играчки, многумина ги лансираат, тоа се купува метео балон латексен, се надува со хелиум, на него се закачува мала опрема со падобран сето. Тоа оди во стратосферата, до некоја висина доаѓа до разлика во притисокот, го кине латексниот балон и на падобран оваа работа се спушта надолу, а додека се качуваше, таа извршуваше конкретна работа или следеше за времето. Или некој лансира рекламни акции дека еве мојата видеокамера, еве мојот бренд, се качив во стратосферата, се спуштив од стратосферата и сето тоа го објавуваат. Ова е навистина многу широко распространето и навистина се играчки со кои не би сакал да се занимава. Еве го нашиот инженерски колектив. Тие исто така имаат хоби за лансирање апарати во стратосферата, но не такви еднократни, туку веќе посериозни кои се управувани. Односно, ако тоа е само латексен балон кој експлодира кога по 4 часа се крева на височина до каде што го носат, тогаш овде апаратите се веќе од други материјали. Ова се апарати со автоматика, апарати со променлива висина, може да се задржи на некоја висина, може да се спушти, може да избира по ветерот каде да оди, може да остане во воздухот, со денови, недели, месеци. Извршуваат задачи како што е висење над некоја конкретна зона или да ја облетуваат планетата, на пример. Значи, такви апарати исто така имаме сега и можеме и ќе ги лансираме. Но повторно, тоа не е од такви сериозни размери како овие апарати, овие стратосферни дирижабли, бидејќи тоа е нешто што светот никогаш досега не го видел. И еве го овој колектив на конзерватори вели, зошто ви се овие балони? Типа, ги имаме, сакате да ги пуштите, не ни се сака. Што можеме да ви кажеме? Ако го гледавте изданието со Кирил на минатиот вебинар во петок одговори многу некултурно. Во живо одговараше поинаку, тука не знам дали се вклучи актерот, дека не треба воопшто да ги лансираме, но за да ги отстраниме ваквите прашања, дали моделот лета и каде е видеото, ние секако ќе ги лансираме и ќе покажеме дека веќе сега има многу нешта што летаат, но дирижабл во стратосферата никогаш не било. Од каде е овој модел? И каде ќе биде видеото дополнително, вклучувајќи и други аспекти? Дирижаблот ќе се крева со пропелери или на некој друг начин дирижаблот ќе има речиси нулта пловност насекаде. Односно, кога самиот се издигнува, тоа е една ситуација, кога има нулта пловност го држи штука тој. Не притиска и не се издигнува, го крене штука, тој не паѓа
И не се издигнува, има негативна пловност, кога сепак тежи колку што тежи го фрлаш нагоре, тој полека тоне. Го фрлаш нагоре, тој полека тоне. Првите дирижабли ќе имаат негативна пловност, односно тие ќе тонат полека. Тој малку повеќе се подигнува со пропелерите, но за да не одлета во Вселената, ќе се спушта полека. Но нема да му дозволат да се спушта полека. Електричниот мотор ќе има голем маршев мотор кој ќе создава пропулзивна сила за брзо движење. И ќе има мали групи стабилизациони електрични работници, каде што соларната панелка целосно ќе ги снабдува. И за да не потоне, тој со електрични мотори се одржува на површината. Оваа инсталација му дава пропулзивна брзина. И сите дирижабли со таква цигарообразна форма не летаат строго паралелно со земјата, туку малку под мал агол. Ќе покажам вака, но не сосема така, туку под незабележлив агол летаат напред и поради големата површина што се мие, се додава и аеродинамичка сила. И така, не е дека имаат негативна пловност и се потопуваат, туку малку сами се подигаат нагоре. Значи, аеродинамиката работи и има многу нијанси како оваа работа се подига, како носи товар. И дури за секоја задача се избираат комбинации на различни, и архимедови, и аеродинамички, и динамички пропелери, и баласти, и безбаласти. До Саркотоникас ќе биде безбаластна, секако. И секој апарат решава различна задача на сосема различен начин. Може да се направи и позитивна пловност, тој ќе исплива ако ни треба за нешто. Да ќе има ротациони пропелери кои ќе го обезбедуваат неговото подигнување, а потоа и пропулзивната брзина при негативна пловност. На различни апарати за различни задачи се различна, но ако треба да се каже за првиот, тие ќе ги подигнуваат пропелери. Како што реков, ќе го подигнуваат пропелерите само за да остане тука. А ако сака да потоне, електричните мотори нема да му дозволат да потоне, бидејќи ќе се напојуваат од соларни панели, дури и ако е многу натоварен, тие ќе го издржат во таков случај, бидејќи оваа негативна, речиси нулта пловност ќе се прилагоди на товарот, има товар и заедно со овој товар има таква пловност што малку ќе сака да се спушти надолу. Но пак, енергијата од сонцето нема да му дозволи тоа и без трошење гориво само на сонце ќе биде стабилен. Ако е нешто многу тешко и треба да се пренесе некаде, тогаш, ве молам, на пропелери се кренавме, на аеродинамика застанавме и тргнавме. Ако се исклучи и е многу натоварен, да, ќе почне сепак да тоне, но не да тоне, туку условно да се приземјува. Откако ја заврши својата задача, зошто тогаш се исклучивме? Ако имате прашања, пишете на ВКонтакте, на YouTube, во едниот погледнав сега, во другиот ќе влезам. Така YouTube забавува, се извинувам, во целина основната презентација е завршена со сите технички прашања. Дојдете во петок, ќе дискутираме, ќе раскажеме на сите прашања, ќе одговориме следниот вторник. Се надевам Павел Филипов ќе се појави во живо и поточно ќе зборува за ова, за уделите, за акциите, за маркетингот секундичка. Уште ставајте лајкови, споделувајте записи, помагајте, ве молам, проектот да се развива, тоа е многу важно. Еве сите мислат, не знам кои сите воопшто репостираат видеа, многу ви благодарам многу на сите што го прават тоа. Прегледите на такви големи двочасовни презентации таму. Во тој самиот ВКонтакте се доволни
И тоа е многу пријатно ако уште не сте го направиле тоа, не сте направиле репостови таму, не транслации, не записи, направете, ве молам, знајте дека тоа многу помага за развојот на проектот, тоа го приближува. Првиот лет на нашиот дирижабл и така натаму и слично. Ставајте лајкови, споделувајте записите, јавете се на познаниците. Проверете дали знаат дека се случува ваква активност. Тоа што може да се следи, во неа може да се учествува. Ајде. Да се собереме и да изградиме такви големи, прекрасни, небесни китови. Така, влегов на ВКонтакте и се прашував колку долго трае сертификацијата на леталото. Тоа трае повеќе од 1 година, но ние планираме помалку од 1 година. Претходниот сертификат за тип, се разбира, не го добивме, но сертификатот за летна годност беше таму. Воопшто, планираме помалку од 1 година, а можеби и побрзо ќе го направиме, бидејќи има заинтересирани. Не само ние, туку и други, како и индустриските институти. Сите сакаат да летаат и сертификатот ќе биде издаден без проблеми. Може ли инвеститорите да купат модел на дирижабл со символиката на проектот? Мислам дека да, може. Ако ви треба мерч, само пишувајте насекаде дека ви треба мерч. За неговото производство исто така треба да се издвојат средства. Додека проектот е на нулта фаза, финансирањето не е толку обилно. Кога проектот ќе биде 1-2 години, тогаш може да се смета на секаков. Мерч, ако е потребно, ќе го направиме. Јас би сакал да имам таков дирижабл, не стар германски, туку наш современ. Така, тука се техничките прашања. Дали превезуваните товари имаат некакви осигурителни падобрани? Но, сите товари тие ќе бидат различни. Некои товари ќе бидат специјални, например, спасувачки, ако се многу вредни, ќе бидат опремени, се разбира. Ако е некој основен камион, само стандарден, како например шлепер, тогаш ќе има стандардни решенија. Ако нешто е многу скапо, може дури и крила и ракетни мотори да се прилепат, но ќе повторам, дирижаблите се сепак најбезбедната работа. Посно ќе биде кога сето тоа ќе се развие, што ќе има пирати на дирижабли кои ќе се приближуваат до дирижабли. Му падобраните нема да спазат. Здраво, имам сензационално откритие за вас во областа на државното градење. Мојот покоен пријател професор ми ја остави својата уникатна идеја во вашата област. Мојата адреса, пишете, нема да зажалите. Михаил, ве гледам. Пријатно е што и вие нас не гледате. Вие сте од Новосибирск. Разбрав, ќе напишеме. Има е пошто дополнително. Во целина, с повторно излезе на 2 часа, секогаш иако сакаме на 40 минути. Ви благодариме што сте тука, што се интересирате за дирижабли, значи сме сродни души. Сепак, тоа се многу небесни китови, кул тема. Ке успееме сигурно. Од наша страна се е подготвено. Сега од ваша страна е потребна активност. Не мора да активни, не мислам за трчање или инвестирање. Раскажете им на луѓето дека во Русија започна изградбата на дирижабли. Ова е едноставно неверојатно добра вест која веднаш сакаш да ја споделиш. Материјали подготвуваме за вас, разни и видеа и презентации. Ги гледате, тие полека излегуваат. Има вакви вебинари во вторник и петок. Јавете се, само кажете, замислете, дирижаблите наскоро ќе летаат. Треба да гледате, треба да наблюдувате. И тоа е многу голема помош од ваша страна. Така што не се збогуваме. Ќе се видиме на социјалните мрежи. Довидување.